По првите километри од автопатот Прилеп-Битола граѓаните ќе може да се движат идната година, а додека крајниот рок за целосно завршување на овој инфраструктурен проект е крајот на 2029-та. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски нагласи дека во тек биле состаноците за тоа како понатаму ќе се одвива целата динамика на работата. Изградбата на автопатот Прилеп-Битола оди со одлична динамика. Во теков на летово имаме добри бројки, добра динамика. Вчера имавме работен состанок баш тука и очекувам веќе следната година да имаме доста добри вести и за Битола-Прилеп. Крајниот рок останува непроменет, тоа е крајот на 2029 година, но првите километри комплетно завршен автопат, зборувам комплетно, значи во две насоки 3+3 ленти со изградени помошни патишта ги очекувам веќе следната година. Освен надвор од Прилеп, патната инфраструктура се подобрува и во самиот град, каде во тек е реализација на еден од најкапиталните проекти досега во Прилеп и изградба на мостот со кружен тек Табана, чија што вредност се проценува на над 140 милиони денари или околу 2 милиони 300 илјади евра, а исто така со инвестиција од околу 2 милиони 730 илјади евра ќе се подобрува патната инфраструктура во градот во наредните 3 години. Решаваме долгогодишен, децениски проблем овде во Прилеп и со ова заокружуваме едно послободно и понормално одвивање на сообраќајот кој што носи до центарот на Прилеп, подобрување комплетно на инфраструктурата во градот, што значи поставување и рехабилитација на нов асфалт на улици, поставување на нови тротоари и пешачки површини, поставување на оградни ѕидови. Од овие 2 милиони 730 илјади евра, оваа година во Прилеп ќе бидат инвестирани околу 1 милион евра. За Сител, Дарко Штарговски.